Да, имаме за младите доста проекти. За младите. По мене клучниот проект е овој кој што малку пред изборите го донесовме веќе како закон и тој сега почнува да се спроведува, а тоа е секој работодавец што ќе вработи млад до 29 години во првите 12 месеци да биде ослободен од плаќање на придонеси и на персонален данок на доход. Тоа е од бруто платата околу 34%. Каков е интересот за тоа? Па пред недела дена имаше објава во медиумите дека до тој момент работодавците поднесоа за 700, значи за непуни 2 недели поднесоа барања за 700 нови вработувања. Но, ја ве прашам... Сега во овие десетина дена од тогаш сигурно е над 1000. Не знам, дали е тоа според вас малку, многу, средно? Сосема задоволително во однос на она што го очекувавме, дури над очекувањата. И обврската му е да ги задржи после најмалку уште 12 месеци на работа. Не само да искористи таа можност и да ги избрака. Значи, минимум уште 12 месеци да ги задржи на работа. Имаме и други проекти поврзани со младите. Имаме многу варијанти на ова. Например, да го земи 3 месеци, државата да му плаќа нешто, ама да го задржи уште 3. Значи, ова е 12 со 12. Има 300 плюс 3. Има 600 плюс 6. Различни варијанти, оти на некои им треба за краток период. Ама ако и за краток нека ги земат. Сезонски искуство. Значи, предпоставам, сезонски за време на туристичка сезон, зимска, летна и така натаму и така натаму. Се предвидува исто така еднаш во месецот да има бесплатен билет за железница во еден викенд за пензионери, односно постари повозрастни од 62-64 години. А во друг викенд да има исто така за млади, за широм Македонија. Млади до 27 или 29 години. Исто се предвидува за младите секој четврток да има бесплатен јавен превоз, бесплатно одење во кина, театри, опери и се што е поврзано. Пензионерите имаат бесплатно во четврток? Пензионерите имаат бесплатно секој ден. Значи во четврток ќе биде вистински калабалак. Ќе купувате нови автобуси? Ако треба ќе купуваме. Ако треба и ќе купувате. Добро, пазете што сте рекли. Ја викам дека брзо ќе ви треба. Пензионерите ќе добијат уште еден ден бесплатен превоз во недела. Сега го имаат вторник, четврток и сабота. По изборите ќе го имаат и недела за бесплатно возење, така да полека ќе почне да се рестретуваат тие денови каде што. Добро, најдовте ли нафта? Кажете ми. Најдовте нафта, плин? Ова се многу сериозни. Значи, ја разбирам Кувај да даде бесплатен телефон, бесплатна бања, бесплатно ова, бесплатен превоз. Можеме ли ние како држава, нели ние сме сиромашни, ние немаме доволно, или ни се менува сликата со овие инвестиции? Од каде се сиве овие пари? Ова сигурно не е задолжување. Сите пари се од Ова не е задолжување. Домакинско не е задолжување. Од домакинско и правилно управување со буџетот.